Денеска на свечената седница одаваме чест на нашиот патрон Свети Николај, кој што со векови го носиме неговото име, нашиот град, и со векови ја продолжуваме традицијата која што и нашите предци ја вовеле. Дозволете ми на почетокот на сите свети Николчани, сите браќи и сестри кои што го празнуваат Свети Николај како куќна слава, како домашна слава, кои што учествуваат, да им посекам среќна слава, успешно да го прослават и до година исто така и многу години во мир, слога и љубов да го празнуваат денешниот празник Свети Николај. Општината Свети Николе од година во година, од деценија во деценија расте и се развива. Работата на секој градоначалник, на секоја администрација, на секоја локална самоуправа која што е под капата на администрацијата е да создава, да креира визии, да ги решава проблемите на граѓаните, да го слуша гласот на народот, да се биде блиску со народот и не можат сите проблеми одеднаш да се решат. Меѓутоа добро е да се дефинираат приоритетите, да се постават таргетите, добро е да се слушне гласот на бизнисмените, добро е да знаете што го работите, да имате концепт и на тој начин верувам дека сите ние полека, но сигурно ќе доеме до целта. Има многу работи кои што ги започнавме, има многу работи кои што ги завршивме, има многу работи кои што допрва ќе ги започнеме, меѓутоа на секоја локална самоуправа тоа е приоритет, значи да ги решава проблемите на граѓаните. За нас, она што го кажа мојот колега Златан, е многу значено, од круцијално значење да представуваме град. Значи, да бидеме општина која што се повеќе ќе почне да наликува на една урбана, модерна средина во која што граѓаните ќе ги остваруваат своите потреби. Со изградбата на автопатското решение Миладиновци Свети Николе Штип, уште посилно ќе се зацрсти врската и комуникацијата помеѓу Свети Николе и Македонија, затоа што ќе бидеме многу блиску на дофат од главниот град на Република Македонија, со изградбата на брзиот пат, за кој што е на минатата седница на Советот зборов. Исто така се подобрува комуникацијата и фреквенцијата на општина Свети Николе. Останува на нас, ние што овде го создаваме микроамбиентот, микроклимата, да ги создадеме условите за да може да се развиваат што подобро и општината и да бидат граѓаните во што подобра состојба. Треба да изградиме уште многу водоводи, уште многу канализации, ги изградивме во Ерџелија и во Горобинци, направивме патишта до одредени локалитети, во одредени населби, меѓутоа настојчивоста на граѓаните е многу поголема и јас знам дека треба посветено и навистина многу посветено да се работи за да се реализира и програмата, меѓутоа да се решат и проблемите на граѓаните. Ние сме за тоа избрани и верувам дека граѓаните го препознаваат тоа и ќе го препознаат тоа. Она што го планираме да го работиме, пред се имавме неколку состаноци со бизнис секторот и понатаму ќе ги продолжиме добрите комуникации со бизнис заедницата. Многу важен сегмент во функционирањето на една општина е кога локалната самоуправа контактира и зборува со бизнисмените за нивните потреби и ги слуша потребите на бизнисмените. Дали се работи од делот на издавањето на одредени дозволи, дали се работи за одредени маркици и локации, дали за потребите на бизнисмените. Меѓутоа тие пак се основниот мотор и промотор на општината со отварањето и креирањето на новите работни места во кои што ние ќе ги создадеме условите за да може што полесно и што подобро да се живее. Од тие причини ние исто така како локална самоуправа во наредната година еден од главните проекти кои што планираме да ги реализираме, кои што веќе се во завршна фаза, техничкиот диалог помеѓу локалната самоуправа и помеѓу представниците од Светската банка веќе е завршен. Проектните документации се комплетно изработени, со Господ напред, значи оваа пролет, точно терминот не можам да го одредам, меѓутоа ќе започне изградбата на најголемата сообраќајница која што многу одамна не се случило еден таков градежен зафат во должина од 1720 метри, комплетна реконструкција на сообраќајното решение кое што ќе ги поврзува сега улиците Филип II и улицата Солунска, а тоа се улиците Младинска и Крстем и Сирков. Значи еден проект во кој што комплетно ќе се дислоцира водоводната канализационата мрежа, во кој што ќе се стави нов дренажен систем, во кој што ќе се стави нова атмосферска канализација, ќе се стави нов слој на асфалт и ќе се решат оние проблеми пропратни на споредните улици кои што создаваат проблеми на граѓаните, дали во делот на атмосферската канализација или во друг дел, меѓутоа евидентно е дека ќе бидат решени. Ние многу храбро настапивме во буџетот оваа година.
и представниците од опозицијата, кои што исто така ги почитувам, како и сите други, и одговорницата кажаа да, значи многу е храбро и многу оптимистички во варијанта во која што се постави буџетот, меѓутоа знаете како е. Храбро е да се планира затоа што кога знаете и очекувате дека треба да додат средствата, најдобро е средствата да се наменат таму каде што е непотребно. Па од тие причини ги ставивме една од пофреквентните улици Цветан Димов кај црквата и Рахилка Гонева за да ја реконструираме, да ја замениме коцката. Ангел Трајчев каде што дечињата исто така одат на училиште да ја смениме коцката, да одиме со асфалт. Се со една единствена цел. Она што граѓаните го бараат, ние да го реализираме. Ќе ја доизградиме градската капела, исто така во тек се реконструкција на филтер станицата на фабриката за вода и после 7 години, значи за прв пат беше вклучен озонаторот, дојдоа представници од италијанската фирма која што го произведуваше озонаторот, го ставија во употреба, озонаторот функционира, ние го доградуваме системот, значи ќе ги вклучиме дифузерите, нови вентили, електрични и така натаму, и на тој начин уште повеќе ќе го подобриме квалитетот на водата, а ќе прераснеме фабриката за вода во регионална. Нашата интенција е нашата фабрика за вода да дистрибуира вода прво во првата фаза за општина Лозово, и тоа е веќе во соработка со владата на Република Македонија и со италијанска компанија која што вчера беа мои гости и разговаравме за модалитетите, а во втората фаза бидејќи имаме готово идејно решение за комплетен цевковод во должина од 32 км да ги опремиме и да ги снабдиме со вода сите селски населби во тој потек, значи Мустафино, Ерџелија, Пеширо, Анзибегово, Црнилиште би добиле питка вода од хидросистемот Злетовица. На тој начин исто така ќе се подигне степенот на живење и квалитетот на живење на граѓаните. Тоа се визиите на една локална самоуправа. Наше е да пробуваме, да се обидуваме да ги решаваме проблемите. Меѓутоа, оно на кое што најмногу се посветуваме во последниот период, оно што најмногу го работиме изработката на урбанистичките планови. Еден мој повозрасен пријател, уште кога станував градоначалник, ме советуваше и ми рече вака, вели, Зоран, можеш се да зборуваш, можеш еден куп пари да собереш, меѓутоа ако немаш проекти и ако немаш планови, каде што ти ќе ги имплементираш, ќе ти треба многу време да го направиш тоа. Најдоброто нешто, вели, тоа е првите година-две да ги направиш сите проекти и сите програми кои што планираш, за да после многу полесно се имплементираат. Јас тоа сериозно го сватив. Започнавме со изработка на генералниот урбанистички план. Првата фаза веќе е готова, веќе е направена, дадена е комплетната верзија во Министерството за земјоделство да се трансформира земјиштето. Новиот ГУП, многу пати сум кажал, ќе биде со плански офат од 700 хектари. Сегашниот се 456, едно навистина големо проширување на градот. Меѓутоа, кога се знае дека ГУП се донесува еднаш во 20 години, значи реално и логички е да се размислува дека во идните 20 години градот некаде мора да се шири, граѓаните мора граѓаните морат да имат потреба од домување, значи спортски објекти, градинки, други капацитети, маркети и така натаму. На тој начин ќе овозможиме нормален раст и развој на Свети Николе, знаејќи дека сегашниот ГУП е стар 20 години и дека тој веќе ни представува кочница на оние 17 детални урбанистички планови кои што ги тераме, 5 се веќе усвоени. Јас многу пати сум благодарен на советниците и уште еднаш сега благодарност за разбирањето, за упорноста во донесувањето и гласањето на урбанистичките планови, се со една единствена цел, многу полесно да оди тоа и да се реализира. Не би сакал повеќе да должам да зборувам, само ќе кажам дека меѓу другите поголеми проекти кои што го започнавме со изградба на нова црква. Значи, ја гради Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ние сме силни поддржувачи како локална самоуправа, силни поддржувачи се граѓаните, посветена на првата жена македонка Света Лидија Македонка, во која што ги ставивме темелите, го направивме цоколото, ќе тампонираме од пролет, започнуваме со зидањето на еден прекрасен камен, значи црквата ќе биде цела од камен и уште едно ново здание кое што ќе никне таму во близината на црквата, ќе никне еден комплекс од хотел и веќе имаме заинтересирани за изградба на спортски базен. Она полека кое што граѓаните многу пати зборуваат, значи почнуваат да се реализираат тие работи. Меѓутоа, би сакал да кажеме на работа која што е вака, кога зборувате за урбанистичките планови, кога зборувате за сите плански офати, најдобра работа да нема шпекулации, затоа што секогаш некој ќе коментира дали е ова вака или овде ќе изгледа ова или она. Кога ќе им покажеш со слика. Значи,
Во соработка со Советот, со председателот на Совет, со администрацијата, со луѓето од урбанизм, изработивме една 3D проекција на новите урбанистички планови во централното градско подрачје. Сакам да напоменам дека ова што сега ќе го видите, всушност го финансираат луѓе кои што имаат интерес да се смени изгледот на градот и новите урбанистички планови. Значи, воопшто ништо не е оптеретува општината во делот на финансиска гледна точка. Меѓутоа, ќе смени многу работи. Сето тоа ќе оди јавно на лицитација, кој ќе се изреализираат плановите, па оној кој што има желба и намера да гради, нека повели, нека го добијат земјиштето и нека градат и нека ги реализираат своите замислени и зацртани идеи. Ако е спремно да го погледнеме, да ја погледнеме 3D проекцијата на централното градско подрачје. Ете, ова беше видео презентацијата на 3D проекција, визуализација на урбанистичките планови кои што планираме да ги правиме, да ги работиме во централното градско подрачје. Меѓутоа имаме уште 11 планови кои што нема да ги визуализираме затоа што е скапа работа. Меѓутоа ќе ви кажам дека после долги години во Свети Николе се зема маркица за колективна зграда, помеѓу 23 и 30 станови ќе се граде, има интерес уште за една зграда, што значи дека кога почнуваат да се прават згради, нормално е дека ќе има интерес и за купување, затоа што така се опипува пазарот. Нема повеќе многу да должам. На сите уште еднаш ќе ви го честитам празникот, да сте живи и здрави, Господ да ве благослови и многу години во мир, слога и љубов, вака да се собираме за убави работи. Благодарам.